Медицински робот влезе во хирушка сала на клиниката за урологија. Изведена е првата робот-асистирана операција во Македонија. 4 пациенти со карцином на простата веќе се оперирани со демороботот. Овој систем има функционални прсти, но на операцијата ги управува хирург. Пациентите се оперирани со минимално инвазивна метода. Директорот на клиниката доктор Башким Шабани за Алфа го објаснува процесот на хирушкиот зафат, каде што со само еден отвор се возможува максимална прецизност, помала траума, помалку болка и само неколку дена хоспитализација. Пациентите кои што се оперира со роботска хирургија, робот-асистирана хирургија, значи хоспитализација трае максимум 3 до 4 дена. Во споредба со другите методи кои што трајат пациенти што се оперираат отворена хирургија или лапароскопска хирургија, лежат подолги денови, така што штедиме и на хоспитални денови и на другите трошкови што ги следат со хоспитализација на пациентите. Демороботот чини 1,8 милиони евра, а според директорот Чабани потребно е државата да набави таков апарат. Ке им се олесни и на пациентите и на хирурзите, но и на фондот за здравство. Апаратот реално не е скап, многу можеби за нас као клиника не е скап, меѓутоа за држава мислам дека не е скапо, а од друга страна, значи сите развиени европски уролошки центри веќе имаат долго искуство со тоа робот-асистирана хирургија, може би имаат искуство 20 години, 15 години и мислам дека со помош на Министерството за здравство, Фондот за здравство и премиерот би било добро ако се направат напори да се набави тој апарат. Операциите ги изведе тимот на клиниката за урологија. Беа 4 хирурзи кои што земале учество на операција, беше професор Ивановски, бев јас, беше Александар Трифуновски и Оливер Станков. Кои што ние у континуитет сме пратиле лекари, овие што ги спомнавме на континуирана едукација во странство, меѓутоа малку подолг престој за едукација имаше и Виктор Станков. Овој роботски систем покрај во урологијата ќе има можност да се користи и во гинекологија и во други хирушки домени во рамките на државното здравство.